Јас не велам дека ние нема да имаме проблеми или дека немаме проблеми. Да, ти знаете, и со Бугарија, со нивното однесување не влева доверба дека сака вистинско добрососедство, дека ти се потпише тој договор 2017 година меѓу Заев и Бојко Борисов, после 3 години дојде ветото. Зашто дојде тоа вето? Јас ви тврдам дека нашата позиција може да биде силна само ако ги штитиме нашите интереси со брзо трчање кон членство во Европската унија. Нормално не брзо плето, секако да имаме црвени линии што ги викаат, ама ако останеме назад или ако стоиме во процесот без да помрднеме, а од друга страна ги имаме Албанија, Молдавија, Црна Гора, кои што се веќе утврдени како некој пакет за следно проширување, мислам дека нашата позиција само ќе слабее. И со тек на време, исто како што беше со Грција, ние од почетокот на спорот до неговото решавање, нашата позиција не беше за жал посилна. За жал беше послаба. Ние тужевме и во Хаг, знаете. Имавме признание и од многу држави, ама не можевме да си го решиме проблемот за да влеземе во НАТО и во... Добро, ама тогаш го сменивме уставот и влеговме во НАТО. Сега треба да смениме уставот, а нема гаранција дека ќе влеземе во ЕУ. Видете, тоа е една голема разлика. Разликата е голема. голема. Мицкоски предлага да биде со одложено дејство, кога ќе ги завршиме преговорите, тогаш да стапат на сила. И убава е таа идеја, ние ја предлагавме во текот на разговорите. Меѓутоа тоа во тој момент, бидејќи ние баравме веднаш да се впише македонскиот јазик, значи нашето главно барање на нашата влада кога бевме влада беше секогаш да се впише веднаш македонскиот јазик во преговарачката рамка, таа да биде усвоена и да покаже Бугарија на дело дека нема проблем да се потпишуваат договори со ЕУ на македонски јазик и тоа го покаже со Фронтекс договорот. За да се исполни тоа, контрабарањето на бугарите беше ние да ги донесеме уставните измени со кои што ќе вметнеме бугарското малцинство заедница меѓу другите во редот на другите заедници. И затоа го прифативме ние тоа, затоа што сакавме веднаш македонскиот јазик да се впише таму. Јас мислам дека времето нема да работи за нас. Тоа се плашам и тоа сакам да го потенцирам и мислам дека добро е ние да ги прикажуваме нашите аргументи секаде. Ама ако до вчера не сме ни сакале да разговараме дали за македонскиот јазик и за идентитетските прашања, а денеска повторно разговараме за тоа оди на наша штета. Добро, Мицкоски вели дека неговата главна поинта е да покаже дека не е проблем внесувањето на бугарите, туку негацијата на идентитетот и на јазикот. Тоа е во ред, меѓутоа се плашам дека нашата влада има повеќе за цел да најде добар изговор зошто да не ги направи уставните измени и зошто едноставно да го стави тоа прашање на страна и наместо за уставните измени да разговараме за македонскиот јазик. Пак ќе речам, тој политички маневар на долг рок нам ќе ни штети, бидејќи отвараме прашања кои што веќе се апсолвирани и решени. Ние условот да влеземе во разговор со владата на Кирил Петков во 2022 година беше веднаш да ни се гарантира дека нема да дискутираме за македонскиот јазик, бидејќи немаме што да дискутираме за тоа. Сега велат нема план Б и овие челниците на Европска унија тие што беа и Кошта и Калас, но го знаете расположението на граѓаните, го знаевте и тогаш кога го прифативте францускиот предлог. ВМРО ДПМН ги доби во голем дел изборите лани токму на ова прашање, веројатно и знам откина дел од гласовите на СДСМ на ова прашање. Зошто мислите и би се предомислил сега Мицкоски, туку така би го променил ставот и би ги прифатил уставните измени? Не велам дека ќе се предомисли. Јас само мислам дека е фер и честно да се каже на граѓаните како стојат работите, да им се каже дека ние не сакаме или не можеме да исчекориме кон Европската унија од овие причини и да се понуди што е алтернативата, кој е нашиот развоен модел. Ако не можеме, бидејќи условите нема да се променат, ние можеме да се надеваме дека ќе се променат условите во ЕУ, но имаме преговарачка рамка и имаме обврски таму кои што се утврдени. Ако чекаме да се смени правилото за гласање во ЕУ, ќе се начекаме многу долго. Она што е мојот страв е Добро, дека... единствен пат е преку диалог со Софија. Така е, се согласувам. Тоа беше и таа иницијатива на Кошта и на Калас да се организира на маргините на самитот на НАТО некаква средба, но очигледно Софија не е заинтересирана за тоа воопшто. Тие си го земаат здраво за готово тоа што е веќе усвоено. Има ли некој начин да ги натера некој нив да седнат на маса сега и да разговараат воопшто? Тие не сакаат да разговараат. Тоа што е веќе усвоено, тоа важи за сите.
Сите застанале за тоа, и Германија, и Франција, и Австрија, и Бугарија. И тоа што е веќе затоа они велат да имаме проблем со ЕУ, затоа што тоа е преговарачка рамка усвоена од 27 држави членки. Да, но ако има некакви загрижености тука, па претпоставам треба да ги удостојат во најмала рака да седнат и да ги слушнат што има да се треба, кажат. се согласувам. Мислам дека токму заради тоа се случуваат овие изјави денеска на бугарскиот премиер и претходно на председател дека нема да има нови Мислите дека има некаков притисок во Софија воопшто? Се разбира дека има и не е лошо да има притисок. Меѓутоа, она што се повторно ќе кажам што сум загрижен е што мислам дека не се препознава дека кај нас има сериозна волја за продолжување на процесот во смисла на носење на уставните амандмани под било кои услови. И ако е тоа така или ако се покаже со текот на време дека е така, едноставно ќе отпаднеме од оној пакет за проширување 2030 година, кој што е реален. Јас еве ви кажувам како граѓанин дека сум и како човек заинтересиран за оваа тема, загрижен дека како и претходно, знаете дека ние почнавме 2005 година со Хрватска. И очекувавме еве ако не со Хрватска да влеземе малку подоцна од Хрватска, ама не многу. Во меѓувреме гледаме дека Хрватска е веќе 10 години и повеќе. Да, ние поради тоа, поради името. Уште со Бугарија не беше тоа толку. Така е, но сакам да ви кажам, ќе се соочиме со тоа да сите речиси наши соседи, еве, Албанија да стане членка, Бугарија и Грција се веќе членки. Црна Гора да стане членка. Тоа е веќе Црна Гора има план за затварање на поглавијата до крајот на 27 година. До крајот на, на 26. Никој нема како нас проблем. Значи сега ние реално имаме проблеми кои никој друг ги нема. И претходно со Грција и сега со Бугарија. Такви проблеми нема ни Албанија, нема ни Црна Гора. По мое мислење е проблем што е решен и кој што треба само да го изодиме патот на она што е веќе утврдено. Ние ако очекуваме постојано и вадиме нови услови. Па викаме, се има некоја комисија таму во Бугарија, тоа јас прв пат го слушнав пред месец дена. Дека има некоја комисија во Бугарија кај што треба да членува некој македонец. Па утре може нешто друго ќе извадиме. Ја не велам дека нема аргументи. Суштината на тоа е да го признаат македонскиот идентитет и јазик. За да има да почне добрососедство. Веќе реално не може да почне добрососедство ако не се признаваме меѓусебно. Нас ни е битно да го затвориме прашањето што го имаме отворено со Бугарија. Не можеме да постигнеме сите да не сакаат, но треба да постигнеме да никој не оспорува и да во рамките на ЕУ си влеземе како што сме. Македонци кои што зборуваат македонски јазик. И тоа е возможно. Ние од тоа сме се воделе кога сме ако се појави пак некаква амбиција од Бугарија да ама тогаш да ние во секој момент може да станеме од масата и да се заминеме. Тоа никој не може да не спречи. Меѓутоа не можеме заради можноста потенцијална воопшто да не седнеме на масата. Не е тоа фер кон граѓаните. И затоа мислам дека треба да се направи напор. Ако не се прави тој напор, тоа што треба да видиме што правиме ние, каде одиме. Ако сите овие држави во регионот, не знам дали забележавте во извештајот на Европскиот парламент кои се едни-две точки каде што изразува загриженост Европскиот парламент, што не се врзани за Бугарија. Едната е гласањето на Македонија во Обединетите нации, дека сме гласале наспроти државите членки на ЕУ, сме отстапиле од ставот на државите членки на ЕУ. За резолуцијата за Украина. САД. И второ, дека постојат сериозни елементи во врвот на власта кои што ја промовираат идејата за српски свет. Тоа го пишува во извештајот, че јас не го измислувам, само го читам како што е напишано. Значи, тие две точки укажуваат на некој отстапување од нашите, да речам, стратешки определби за да бидеме добра членка на НАТО и членка на Европската унија. И мислам дека со тек на време тие дилеми ќе се зголемуваат. И ние ќе треба да одговориме на граѓаните и на сите други, да даеме искрен одговор. Ако сме за Европската унија, патот е тој, условите се тие, нашите црвени линии се тие. Ако се отворат овие прашања, ние ќе бидеме принудени да го напуштиме процесот. Ама ако не влеземе во тој процес, тогаш треба да видиме кој е нашиот развоен модел. Добро, во ред, но сега знаете, дали ќе се базираме само на овие заеми што ни се даваат. Тука се поставува прашањето се дали требаше тогаш
да брзате со прифаќање на тој француски предлог, бидејќи имаше услов за кој немаше консензус во општеството, а без пратениците на ВМРО ниту тогаш, ниту сега, веројатно ниту во иднина не може тоа да помине во собранието. Дали можеби погрешивте тогаш што не го отворивте поширока консултација и со партиите, а можеби референдум да распишевте па да видите расположението на граѓаните? Знаевме одговорот. Знаете, се 3 години е усвоен францускиот предлог, ние немаме никаков чар од тоа. Тоа стои 3 години, тоа бог знае што колку ќе стои. Добро е што го спомна референдумот. Значи, ние знаете дека долго време ВМРО ДПМН бараше референдум за спорот со Грција. Бараше и за Бугарија. Да, ама кога го дадовме референдумот за спорот со Грција, тие го бойкотираа референдумот. Зошто? Значи, ние повторно ќе требаше да влеземе во таа стапица да се дискутира за да одиме на референдум кој што можеби пак ќе биде бойкотиран. Не. Дали можеби сега е тоа некакво излезно решение, ако веќе знаеме дека како што велите тоа е тоа и нема промена на условите, па барем граѓаниве нека кажат или знаете како за да има референдум треба зашто вака Мицковски вели граѓаните се против, ништо не се менува, не очекувајте од мене ја нешто да правам. Ако е така, во ред, јас велам и тоа е легитимно, ама дајте тогаш да им објасниме на граѓаните дека нема да има членство во Европската унија. Па знаат граѓаните тоа, веројатно знаат со сите последици од тоа и со сите потешкоти и по нас, по никој друг. Мислите дека кога ќе биде Албанија членка на Европската унија, а ние не, ќе ни биде полесно или Црна Гора? Кога нашите граѓани ќе зголемат нивото на земање на туѓи пасоши за да живеат подобро или за да работат во Европската унија. Значи, ако не одиме во ЕУ, каде одиме? Тоа е одговорот што треба да го дадеме, или ако имаме некое решение да бидеме Швајцарија на Балканот. Еве стратешки партнерства со Велика Британија, со САД, со Унгарија, еве и ете планот за раст, реформи сами мислите дека е тоа доволно за да живееме? Не знам, владата вели дека можеме самите. И за да, па видете, ние да можевме самите во овие 35 години сигурно ќе направевме самите. Јас мислам, се плашам, пак ќе кажам, не ова воопшто не го кажувам како само како партиски определен човек, го кажувам како граѓанин, човек што е заинтересиран за таа тема. Некој би рекол ЕУ фундаменталист. Нека биде ЕУ фундаменталист. Тоа го прифаќам со радост, да ви кажам искрено. Затоа што мислам дека нашите денешни, да речам, заблуди, проблеми, како сакате кажете, и одбивање да влеземе во некој процес, утре скапо ќе не чинат и нас и нашите деца. Јас не сакам да се селам од оваа. Имаме историјат на, да речеме, такви спорови кои што излегуваат од рамките на редовните преговори со ЕУ. И никој немал негирање на историјата и на идентитетот. Тоа никој немал. Ама ние го немаме тоа во францускиот предлог. А во историскава комисија која треба да работи и според протоколот СТОР да заврши со работа до крајот на преговорите. Мислам дека е фер, Гоце, да им се каже на граѓаните дека во францускиот предлог нема негирање на македонскиот јазик и на нашиот идентитет. Втора работа, историската комисија е комисија во која што половина се членови од Бугарија, половина се наши историчари. Таа комисија решава со консензус. Никој не може да ни бидејќи не решава, Бугарија ни стави вето. Тие се незадоволни од темпото на работа. Тоа беше ветото. Зашто беше ветото 2020? Не се согласувам. Па зашто беше ветото? Ветото беше заради 2020 година онаа декларација во парламентот каде што се оспоруваше се. Нас велат нема план Б, има само план А. Дали ова не ја покажува искрената намера на Брисел, дали сака навистина да се проширува со Македонија, ако може за Украина, зашто да не може за нас да има план Б? Видете, ова прашање ние многу пати сме го поставувале и на овој начин, но мислам дека сега навистина се созреани условите и за нас. Планот Б тешко може да се измисли за нас, едноставно бидејќи реков, имаме преговарачка рамка, имавме преговарачки процес и тоа воопшто не е праведно што ни се случи. Тоа не е спорно. Воопшто не е праведно тоа што ни се направи, особено после Преспанскиот договор. Меѓутоа, ако ние бараме правдина и само правдина во овој свет како мала држава, мислам дека тешко ќе успееме да ги исполниме нашите интереси. Затоа мислам дека треба да бараме не само гаранции, туку и план од Европска. Знаете тогаш какви реакции имаш од Европска комисија веднаш од како беа тие направени. Сега Филипче од како дојде во СДСМ се огради, кажа дека било грешка, но никогаш не разбравме од кои мотиви, кој го направи тоа,
чија одговорност е тоа, последиците се далекосежни. Не само што се затворија случаите на СЈО за стареа, туку и се ограничи периодот на можни истраги за владењето на претходните функционери. Не, тоа е закон како и сите други кои што бил составен, предложен и собранието го изгласало. Така што не може да има некаква мистерија кој стои за тоа. Не, беше предлог, сигурно не е автор Мандич, како беше Мандич, заменик министерката за правда тогашна. Мислам, знаете, тоа е едно петно, тоа од една страна велите за ЕУ се залагаме, се бориме за вредности, за принципи, од друга страна беше направена таа реформа, антиреформа која до ден денешен имаме последици. Идејата на таа реформа, знаете, уште тогаш беше некакво согласување со европските стандарди, Европската комисија и од државите членки за тоа колку би траеле преговорите, дали би ги завршиле во оваа временска рамка која што се ветува на Албанија, Црна Гора и Молдавија и доколку тоа само ако некој ни вети дека во 2030 ќе станеме членка на ЕУ, нема некој што не би прифатил утре да се смени уставот, ама дали има некој што може тоа да го гарантира? Не, јас не сум сигурен, ако е така, тогаш дајте тоа да го бараме. Дајте да бараме да ни гарантираат дека ќе бидеме во тој пакет ако ги исполниме сите. Да, но тие не велат, нема гаранци. Постојано тоа го повторуваат, нема гаранци. Не се согласувам со тоа, мислам дека треба на тоа повеќе да се работи и мислам дека ако влеземе на таков начин да разговараме и ако го побараме тоа и ако кажеме знаете што, ако сите велите дека ќе има пакет на проширување од 2030 и гарантирате дека Македонија ќе биде во тој пакет доколку ги исполни сите услови, тогаш тоа вреди да се искомуницира и со нашата јавност, тоа вреди да се не е проблем, но тоа може да се одвива паралелно. Да, но не е ни почнат тој процес таму. Од друга страна, да, меѓутоа има веќе доста утврдени решенија и предлози за некои работи, вклучувајќи и за одлучувањето. Меѓутоа, она што е битно да се каже, две работи. Прво, германската влада во тој договор јасно става до знаење дека е спремна до 2030 година да обезбеди ново проширување, доколку се спремни и за тие кандидати кои се спремни. Значи кои ќе ги исполнат условите до тогаш. Европската комисија која прашате денес, кои се тие држави, ќе ви каже дека сигурно може да каже за Црна Гора најмногу, еве гледате Европскиот парламент донесе резолуција кај што означува како кандидат кој најнапред во преговорите. Значи Црна Гора, Албанија и Молдавија. Украина е прашање како ќе се реши таму мировниот договор, како ќе се реши прашањето со кој што не одговараше на ама тоа беше бидејќи не беа задоволни од тоа што историската комисија тие мислеа ќе седнат тие и подлаво, ако беше историската комисија ќе прифати се според нивниот наратив. Видете, ние немаме обврска, прифаќаме тоа што Бугарија го бара во делот на историјата, ниту некој ќе не принуди на тоа. Борбата со францускиот предлог беше токму тоа. Да историјата нема свое место. Не може тоа да влезе сега во акцијскиот план преку образованието на Нема шанси. Нема шанси, значи тоа ако ние се согласиме на такво нешто, ама нема причина. Правото на образование е право на образование на тие што се изјаснуваат како бугари кај нас во Македонија, кои што имаат желба да учат на бугарски јазик. Да, тие толкуваат учебниците, шират говор на омраза, тие така тоа го толкуваат. Видете, ние ама затоа постојат тие комисии како што постојат и меѓу Франција и Германија и Полска и Германија, па имаме таква комисија и со Грција на крајот на краиштата. За да ги читаат заеднички документите и книгите. Да, ако има добра волја се држава за да живеам подобро. Не сакам ни децата му и да се одселат од оваа држава за да живеат подобро. И од тоа е единствено што ме води. Од друга страна знаеме дека илјадници граѓани си одат и дека имаме многу проблеми и дека тие проблеми нема да се решат преку ноќ. Ама кажете ми една држава во овој регион која што влезе во Европската унија, а која што денес живее полошо од тоа што живеела претходно. Сите живеат подобро. И Бугарија, не спори се придобивките од сите аспекти, да. И Хрватска, и истото ќе се случи и со Црна Гора многу скоро. Прашање само која е цената за тоа да се постигне и прашање дали може да се постигне. Сега вие споменувате нас никој нема да не тера да платиме повисока цена од она што сме подготвени. И никој не може да не натера на тоа. И јас ти тврдам дека никој не може во Европската унија да валидира оспорување на јазик и на идентитет. Тоа на Бугарија не и помина. Они затоа отидоа на теренот на заштита на малцинските прашања. Да, но пак таму има официјално преговори, не мора да седеме со скрстени раце. Се разбира, ние преговорите ги почнавме, треба да ги продолжиме, а инаку реформите се секогаш што повеќе направиме сега, помалку ќе ни остане за подоцна.
Господине Маричи, ви благодарам за разговорот. Благодарам на поканата и ми беше задоволство. Почитувани гледачи, се надевам го задржавме вашето внимание. Се разбира, останете со програмите на Канал 5. Се гледаме следниот четвртак. Довидување. Hot Stars на Канал 5 телевизија во недела во 19:30. Првото издание го започнуваме со заводникот и миленик на сите Концентрациони кругови, некакви различни сега. нивоа на интеграција. Токму така. Мислам дека ние треба да се потрудиме да бидеме во тој концентричен круг на држави членки на ЕУ со сите права и обврски. Затоа што така најмногу ќе профитираат нашите граѓани, не заради нешто друго. И така ќе имаме најсилна позиција. Од друга страна, ако не го фатиме тој колосек, јас очекувам дека оние вечни теми во нашава земја, а тоа се национализам и корупција, ќе продолжат и ќе се зголемуваат и мислам дека ќе останеме во една категорија на проблематични држави, како што се Босна и Херцеговина, кои што знаеме какви проблеми има. Меѓусебниот однос меѓу Србија и Косово, знаете колку го оптеретува регионот и сите тие разговори што ги имаат за нормализација на односите, ќе останеме во таа група. Наш е изборот, нормално не само наш, меѓутоа пред комуницира искрено со сите политички партии и бидете убедени дека сите ќе дадат поддршка. Да, ако има политичка одлука во Брисел за такво проширување, имаше во 2004, во 2007, тие беа претходно планирани проширувања, тие ако сакаат може да го договорат и да испланираат. Ама јас ви тврдам дека е тоа договорено и дека ќе имаме во 2030 нови членки. Ако не е, мислам, во ова ако не се случи нешто многу неочекувано. Меѓутоа овие три држави ќе бидат вградени во Добро, планот за Молдавија има исто проблеми со проруското влијание. Се имаше видовме лани изборите таму, за малку ќе доаѓаше претседател кој е проруски настроен. Би си дозволила ли, има ли шанси воопшто Молдавија да се надева дека ќе стане членка на Европска унија, ако остане едногласноста како начин на одлучување таму? Следната недела се одржува самит на Европската унија во Молдавија, каде што ќе имаат практично сите држави членки од ЕУ со Молдавија еден вид на состанок и на сесии за околу плановите за едно проширување. Секако дека има, значи војната во Украина, руската агресија на Украина ги отвори тие прашања на масата повторно. Тие дел од територијата не ни контролираат, нели, проруска е таму. Па Како ќе станат членки на ЕУ, мислам, многу апсурдно е тоа. Па може да прашаме како Кипар стана членка на ЕУ без да контролира дел од својата територија. Па стана. Значи кога има политичка волја може да се направи, меѓутоа пак ќе кажам, ние не треба да го береме гајлето на Молдавија и на Црна Гора. Они ќе си ги завршат своите работи. И Црна Гора има проблем со Хрватска. Не само ние бараме принципиелност од Европска унија. Сега ако важат правилата да важат за сите подеднакво. Албанија беше година дена и повеќе, скоро 2 години блокирана од Грција за еден градоначалник кој што беше во затвор. Хрватска оспори затварање на едно поглавје на Црна Гора заради резолуција во собранието на Црна Гора за Јасеновац. Значи треба да се направи тоа, но нема добра волја, нема да се решава. Да, не гледаме дека има такви сигнали со оглед ова што го прават во Европскиот парламент. Јас пак ќе кажам, ние треба да си ги подредиме работите дома како што треба. Имаме механизми за заштита на малцинствата и на заедниците и од тие механизми треба да си ги користиме. И тоа се нашите најсилни аргументи. Барањата на Бугарија, се што оди преку, јас ви тврдам дека ако ја прескокнеме пречката на уставни измени, понатаму Бугарија ќе има се помалку сила да блокира, затоа што веќе никој нема да има разбирање за нејзините аргументи. Добро, на крајот сме од разговорот, брзо помина времето, сега не знам, мислам да не се вртиме во круг, но ставот на владата е тој и сега идејата е самите да ги правиме реформите. Вие бевте вице-премиер за евроинтеграции, кога се направија тие измени на кривичниот законник, сега нели владењето на правото е главниот приоритет и тоа се првите поглавја што треба да ги отвориме. И целокупните прашања, да. Пакетот, мировниот пакет за Украина, меѓутоа Украина веќе ги отвори преговорите, скринингот ќе го заврши
и тече тоа. Како ќе заврши ќе видиме. Меѓутоа овие три држави, Молдавија, Црна Гора и Албанија, се спремни за влез. Ние, Северна Македонија, Македонија, како сакате, ќе може да се придружи на тој пакет ако во догледно време ја прескокне пречката на уставните измени и продолжи со кластерите. Ако чекаме долго, ние ќе мораме пак да одиме на скрининг, затоа што во меѓувреме ќе има ново законодавство на Европската унија. А ако одиме пак на скрининг, тоа е веќе големо одложување за тие држави во германската влада, во договорот на германската влада, за тие држави кои нема да бидат спремни од 2030, ќе се бараат нови модели за различни модели за интеграција и соработка. Добро, тој Макрон го споменуваше некакви. Пред се е наш изборот дали ќе останеме во таа група или не. Јас мислам дека треба да направиме напор да ги зајакнеме институциите и да им дадеме шанса да си ја сработат работата во преговорите, затоа што верувајте дека во моментот кога ќе еднаш ќе ја прескокнеме таа пречка, се ќе оди во една поинаква насока и ќе се занимаваме со други прашања. Споменавте Украина, сега таму има силни земји противници на членство во Европска унија на Украина, без разлика како ќе заврши таа војна таму. Затоа и Германија бара да се укине едногласноста во одлучувањето пред да има ново проширување. Има доста проблеми сега со Унгарија и со Орбан, но велат дека имаат план Б. Значи очигледно кога ќе сакаат некоја земја да ја примат, на крајот одлуката е политичка во Брисел. Значи сега тие имаат земја која се противи на членство на Украина во ЕУ, но викаат имаме план Б. Но и некое поддетално дефинирање на она кривично дело од 353. Меѓутоа, ако сите политички фактори, како што велите, го означиле тој кривичен законник како лош и како погрешен, мислам дека веќе година дена има можност да се донесе нов кривичен законник. Гледам дека се подготвува, тоа се подготвува тој, ако не се ларам уште од ваше време, може нешто подоцнено се подготвува, но никако да се донесе. Добра, но штетата е направена веќе, тоа е така. Затоа велам, ако има волја, нека го донесат нов кривичен законник и секако тоа е материја која што се менува. И закон за кривична постапка ние имаме врска да донесеме нов со двотретинско мнозинство и закон за крајанска постапка. Значи да влеземе во процесот и ќе имаме многу работа во делот на правосудство. Добро, имаме и сега реформска агенда, имаме план за раст. Добро е да се држи општеството и владата до таа агенда, па и додека чекаме да почнат некакви сигнали дека ќе се опитат тие истите теми да ги протнат преку тие акцијски планови. Тоа е нивен проблем, но они може да пробуваат што сакаат. Ние зашто тоа што со протоколите се регулираше, сега ќе го протнат во акцијскиот план. Затоа треба да се работи на тоа и да се бориме, да се повикуваме на европските стандарди. Имаме стандарди во Совет на Европа, имаме Венецијанска. Да, ние немаме ниту една пресуда против. Не, ние имавме пресуда, ја исполнивме. Ние имавме пресуда за Сдруженијето Ратко. Ако се сеќавате? Ма тоа пред 30 години. Па ја исполнивме. Да. Сакам да кажам, ние затоа велам немаме од што да се плашиме во делот на малцинските прашања, зашто имаме многу високи стандарди во тој дел. Споменавте неколку пати дека може да ја пропуштиме оваа шанса за проширување, кое според вас може да биде и последно проширување во овој модел, тоа барем го забележав од едно ваше последно интервју. Но прашањето е дали воопшто ќе се случи ова следно проширување кое вие сметате дека ќе се случи. Преговорите ги води Европската комисија, земјите отвараат, затвараат поглавја, Црна Гора, Албанија, може ќе успеат да ги затворат во догледно време, но на крајот одлуката треба да донесе Советот НЕУ, односно сите земји членки. Сега, освен традиционално резервираната Франција, после изборите во Германија и новата влада, гледаме дека и таму Мерц најавува некакви промени, вели прво реформи на Европска унија, па потоа ново проширување. Има ли гаранции дека воопшто некогаш има проширување? Сега едно е декларативно што велат да, ние сакаме да се прошируваме кон Западен Балкан, па и Молдавија и Украина, но прашање дали тоа навистина го сакаат да го направат. Јас имам контакти со голем дел од овие фактори што ви спомнавте. Ако го читате коалициониот договор на новата германска влада, таму ќе видите дека има доста место простор оставено на политиката за проширување, каде што се признава дека треба да има промени во ЕУ, тоа сите го признаваат. Нас велат нема план Б, има само плана. Дали ова не ја покажува искрената намера на
на Брисел дали сака навистина да се проширува со Македонија, ако може за Украина, зашто да не може за нас да има план Б? Видете, ова прашање ние многу пати сме го поставувале и на овој начин, но мислам дека сега навистина се созреани условите и за нас. Планот Б тешко може да се измисли за нас, едноставно бидејќи реков, имаме преговарачка рамка, имавме преговарачки процес и тоа воопшто не е праведно што ни се случи. Тоа не е спорно. Воопшто не е праведно тоа што ни се направи, особено после Преспанскиот договор. Меѓутоа, ако ние бараме правдина и само правдина во овој свет како мала држава, мислам дека тешко ќе успееме да ги исполниме нашите интереси. Затоа мислам дека треба да бараме не само гаранции, туку и план од Европската комисија и од државите членки за тоа колку би траеле преговорите, дали би ги завршиле во оваа временска рамка која што се ветува на Албанија, Црна Гора и Молдавија и доколку тоа само ако некој ни вети дека во 2030 ќе станеме членка на ЕУ, нема некој што не би прифатил утре да се смени уставот, ама дали има некој што може тоа да го гарантира? Не, јас не сум сигурен, ако е така, тогаш дајте тоа да го бараме. Дајте да бараме, да ни гарантира дека ќе бидеме во тој пакет ако ги исполниме сите. Да, но тие не велат, нема гаранции. Постојано тоа го повторуваат, нема гаранции. Не се согласувам со тоа, мислам дека треба на тоа повеќе да се работи и мислам дека ако влеземе на таков начин да разговараме и ако го побараме тоа и ако кажеме знаете што, ако сите велите дека ќе има пакет на проширување од 2030 и гарантирате дека Македонија ќе биде во тој пакет доколку ги исполни сите услови, тогаш тоа вреди да се искомуницира и со нашата јавност, тоа вреди да се искомуницира искрено со сите политички партии и бидете убедени дека сите ќе дадат поддршка. Да, ако има политичка одлука во Брисел за такво проширување, имаше во 2004, во 2007, тие беа претходно планирани проширувања, тие ако сакаат може да го договорат и да испланираат. Ама јас ви тврдам дека е тоа договорено и дека ќе имаме во 2030 нови членки. Ако не е, мислам, во ова ако не се случи нешто многу неочекувано. Меѓутоа овие три држави ќе бидат вградени во планот. Добро, Молдавија има исто проблеми со проруското влијание. Се имаше видовме лани изборите таму, за малку ќе доаѓаше претседател кој е проруски настроен. Би си дозволила ли, има ли шанси воопшто Молдавија да се надева дека ќе стане членка на Европска унија, ако остане едногласноста како начин на одлучување таму? Следната недела се одржува самит на Европската унија во Молдавија, каде што ќе имаат практично сите држави членки од ЕУ со Молдавија еден вид на состанок и на сесии за околу плановите за едно проширување. Секако дека има, значи војната во Украина, руската агресија на Украина ги отвори тие прашања на масата повторно. Тие дел од територијата не ни контролираат, нели проруска е таму. Па како ќе станат членки на ЕУ, многу апсурдно е тоа. Па може да прашаме како Кипар стана членка на ЕУ без да контролира дел од својата територија. Па стана. Значи кога има политичка волја може да се направи, меѓутоа пак ја кажам, ние не треба да го береме гајлето на Молдавија и на Црна Гора. Они ќе си ги завршат своите работи. И Црна Гора има проблем со Хрватска. Не само ние бараме принципиелност од Европска унија. Сега ако важат правилата да важат за сите подеднакво. Албанија беше година дена и повеќе, скоро 2 години блокирана од Грција за еден градоначалник кој што беше во затвор. Хрватска оспори затварање на едно поглавје на Црна Гора заради резолуција во собранието на Црна Гора за Јасеновац. Значи имаме историјат на, да речеме, такви спорови кои што излегуваат од рамките на редовните преговори со ЕУ. И никој немал негирање на историјата и на идентитетот. Тоа никој немал. Ама ние го немаме тоа во францускиот предлог. А во историскава комисија која треба да работи и според протоколот СТОР да заврши со работа до крајот на преговорите. Мислам дека е фер, Гоце, да им се каже на граѓаните дека во францускиот предлог нема негирање на македонскиот јазик и на нашиот идентитет. Втора работа, историската комисија е комисија во која што половина се членови од Бугарија, половина се наши историчари. Таа комисија решава со консензус. Никој не може да ни наметне. Не решава, Бугарија ни стави вето. Тие се незадоволни од темпото на работа. Тоа беше ветото. Зашто беше ветото 2020? Не се согласувам. Па зашто беше ветото? Ветото беше заради она 2020 година се онаа декларација во парламентот каде што се оспоруваше се
кој што не одговараше на Ама тоа беше бидејќи не беа задоволни од тоа што историската комисија тие мислеа ќе седнат тие и ќе Ако беше историската комисија, ќе прифати се според нивниот наратив. видете, ние немаме обврска, прифаќаме тоа што Бугарија го бара во делот на историјата, ниту некој ќе не принуди на тоа. Борбата со францускиот предлог беше токму тоа, да историјата нема свое место. Не може тоа да влезе сега во акцијскиот план преку образованието на Нема шанси. Нема шанси, значи тоа ако ние се согласиме на такво нешто, ама нема причина. Правото на образование е право на образование на тие што се изјаснуваат како бугари кај нас во Македонија, кои што имаат желба да учат на бугарски јазик. Но тие толкуваат учебниците, шират говор на омраза, тие така тоа го толкуваат. Видете, ние ама затоа постојат тие комисии како што постојат и меѓу Франција и Германија и Полска и Германија, па имаме таква комисија и со Грција на крајот на краиштата. За да ги читаат заеднички документите и книгите. Да, ако има добра волја, се разбира, треба да се направи тоа, но нема добра волја, нема да се решава. Да, не гледаме дека има такви сигнали со оглед ова што го прават во Европскиот парламент. Јас пак ќе кажам, ние треба да си ги подредиме работите дома како што треба. Имаме механизми за заштита на малцинствата и на заедниците и од тие механизми треба да си ги користиме. И тоа се нашите најсилни аргументи. Барањата на Бугарија, се што оди преку, јас ви тврдам дека ако ја прескокнеме пречката на уставни измени, понатаму Бугарија ќе има се помалку сила да блокира, затоа што веќе никој нема да има разбирање за нејзините аргументи. Добро, на крајот сме од разговорот, брзо помина времето, сега не знам, мислам да не се вртиме во круг, но ставот на владата е тој и сега идејата е самите да ги правиме реформите. Вие бевте вице-премиер за евроинтеграции кога се направија тие измени на кривичниот законник, сега нели владењето на правото е главниот приоритет и тоа се првите поглави што треба да ги отвориме. Знаете тогаш какви реакции имаш од Европска комисија веднаш откако беа тие направени. Сега Филипче откако дојде во СДСМ се огради, кажа дека било грешка, но никогаш не разбравме од кои мотиви, кој го направи тоа, чија одговорност е тоа, последиците се далекосежни. Не само што се затворија случаите на СЈО за стареа, туку и се ограничи периодот на можни истраги за владењето на претходните функционери. Не, тоа е закон како и сите други кои што бил составен, предложен и собранието го изгласало. Така што немаш да има некаква мистерија кој стои за тоа. Не, беше предлог, сигурно не е автор Мандич, како беше Мандич, заменик министерката за правда тогашна. Мислам, знаете, тоа е едно петно, тоа од една страна велите за ЕУ се залагаме, се бориме за вредности, за принципи, од друга страна беше направена таа реформа, антиреформа која до ден денешен имаме последици. Идејата на таа реформа, знаете, уште тогаш беше некакво согласување со европските стандарди, но и некое поддетално дефинирање на она кривично дело од 353. Меѓутоа, ако сите политички фактори, како што велите, ја го означиле тој кривичен законник како лош и како погрешен, мислам дека веќе година дена има можност да се донесе нов кривичен законник. Гледам дека се подготвува, тоа се подготвува тој, ако не се лажам, уште од ваше време, може нешто подоцнено се подготвува, но никако да се донесе. Добро, но штетата е направена веќе, тоа е така. Затоа велам, ако има волја, нека го донесат нов кривичен законник и секако тоа е материја која што се менува. И закон за кривична постапка ние имаме врска да донесеме нов со двотретинско мнозинство и закон за крајанска постапка. Значи да влеземе во процесот и ќе имаме многу работа во делот на правосудство. Добро, имаме и сега реформска агенда, имаме план за раст. Добро е да се држи општеството и владата до таа агенда, па и додека чекаме да почнеме официјално преговори, не мора да седеме со скрстени раце. Се разбира, ние преговорите ги почнавме, треба да ги продолжиме, а инаку реформите се секогаш што повеќе направиме сега, помалку ќе ни остане за подоцна. Господине Маричи, ви благодарам за разговорот. Благодарам на поканата и ми беше задоволство. Почитувани гледачи, се надевам го задржавме вашето внимание. Се разбира, останете со програмите на Канал 5. Се гледаме следниот четвртак. Довидување.